потенцијал е сега, сите велат дека кога е регистрирањето во вакви тела, многу важно е тоа што најчесто како ќе се процесуираат нивните наоди, ути во сите извештаи Антикорупцијската комисија нотира дека и покрај многуте иницијативи за постапки од надлежните тела, тоа се најчесто судовите, не дошло до тоа. Значи, не е само да нотирате, не е само да утврдите, туку треба да има завршница. Зошто? За да не се толерира филозофијата на несанкционирање. Значи, ова е добра точка по мене, но пак да речеме, ако се почне од првите членови, значење на изразите и така натаму, ќе видите дека не достига основниот поим, што е лобист. Во членот 2 се вели под поимот лице кај кое се лобира се подразбира, меѓутоа сите закони, што ги погледнав јас, почнуваат со дефиниција на лобистите. Многу често тоа не е само поединец, може да се тоа представници екстраинституционални актери на интереси посебни, значи лоби групи, интересни групи, така е да речеме во Соединетите Американски држави и во Канада, и да, дефиниција на лобирање има во компаративното право, кое реков не е обемно, лобирањето е чин, се вели, или процес на индивидуално, поединечно или групно застапување на различни интереси. Тоа е најзастапената дефиниција, економски, корпоративни или професионални. Кога велам професионални, најчесто се мисли на синдикатите, се споменува и граѓанското општество, најчесто од граѓанското општество еколошките интереси, односно заштитата на човековите права. Да, се следи вообичаеното во дефинирањето за процесот на лобирање дека тоа може да биде понекогаш директно, може да биде и индиректно преку консултанти и најчесто се опишува како директни контакти или комуникација со политичари, со државни и јавни службеници, преку што? Преку презентирање, преку извештаи, преку средства за комуникација и слично. Она што е добро исто така, а што се покажа како лошо, да речеме, кај Европската комисија, значи, веќе напоменав дека на волонтерска основа е регистрирањето, нема облигаторни правила, па може би затоа и се соочија со некои скандали. Правилата во овој закон, да, се наведени. Мислам дека би можело некаде уште повеќе да се допрецизираат и ќе го потенцирам тоа каде и како мислам. Значи, нашиот случај на закон за лобирање, бидејќи имаме, во праксата апсолутно не доведе до лобирање како процес транспарентен што може да се следи, всушност и не заживеа. Добро го навеле од Министерството за правда дека еден имало само регистриран, меѓутоа пак научните анализи велат дека токму тоа покажува дека имало и како лобирање, меѓутоа дека тоа не било во законски рамки, туку се одвивало вонинституционално, а веројатно и со непочитување на правните норми. И сами сме биле сведоци на многу чудни коалиции понекогаш и решенија кои што ја откривале природата на
лобирање што не било правно врамено во законот за лобирање и претпоставувам она што го забележува Греко во извештаите е тоа дека самиот тој факт бара прецизно утврдување и на тоа што е лобист, кој е лобист, и на регистрирањето, и на транспарентност, овозможување, и на контрола на лобирањето и слично. Иначе да, секаде субјекти кон кои е насочено лобирањето главно се представничките тела, собранието и локалните представнички тела, мислам на општинските совети, меѓутоа исто така и владите и градоначалниците. Што би сакала јас од искуствата на другите држави, значи, може би да се прецизира, оти гледам она што на стартот го кажав, да речеме од искуството на Полска, се вели дека, кога, мислам дека беше сега, ќе го видам членот, кај што се воведува, запишува во регистарот, дека е добро да има одредба и за профилот на лобистот, во смисла на професија, занимање и слично, оти се случувало понекогаш, иако тоа е договор меѓу оној за кого лобирате и оној кој лобира, не би можело тоа, може би, најстриктно да се ограничи, бидејќи е тоа облигационен договор меѓу нив, меѓутоа дека е добро да има, да стои профилот на субјектот кој што го врши лобирањето или пак, како што реков, на организацијата. Исто така, многу важно е да се прецизира контролата на доместот што се прима. Сите можни исплати, оти се вели дека таму може да се развие корупција, односно коруптивни активности помеѓу лобистот и помеѓу организацијата или фирмата или ентитетот за кој што се лобира. Покрај овде годишниот извештај што е внесен, значи, може би треба да се бараат и периодични извештаи, така многу полесно ќе се контролира процесот на лобирање, ама и патот на парите. Значи, прво реков, дефиниција на лобист ни треба на почетокот. Понатаму, може би треба да се прецизираат забраните од типот што не смее, од законите што ги видов неколку, гледам дека строго се забранува, да речеме, употреба на инсайдерските информации, конфликтот на интереси треба, може би, попрецизно, иако постои овде. Понатаму, неетичкото однесување, незаконското се разбира, забраната на подароците ја има и тоа мислам дека е добро. Најважно е да се инсистира, и тоа ќе биде голем успех, доколку сите кои лобираат се регистрирани и стануваат видливи за нас. Оти од искуството на другите држави, еве го гледам унгарското, помалку од половината од сите лобисти се регистрирани и токму не се регистрирани најактивните, меѓутоа никој не може да ја утврди, да го утврди, значи, нивниот профил. Кај записниците, кога велам и извештаите, да, многу често се избегнува да се достават и дури имало периоди, еве унгарскиот период, кога, како кај нас, се напуштил законот за лобирање целосно и
потоа се пристапува кон нова рамка за да може да се обезбеди транспарентност и поголема контрола. Да речеме, во некои држави, како во Соединетите Американски држави, постои дури центар за јавен интегритет, па како што во адвокатските комори можете, нели, и овде имаме санкционирање и бришење, ама како што во адвокатските комори, ако се огрешите во сферата на основните правила на професијата, може да би биде одземена адвокатската, значи адвокатскиот сертификат да ви биде забрането во определена држава или дури на ниво на САД, да настапувате дури и како лобист, мислам дека тоа е многу важно. Предпоставувам дека тоа би можело во активностите на Државната комисија за спречување и заштита од корупција да се развие како една од активностите, значи да има оделение за јавен интегритет и токму врзано за лобирањето, оти тоа ќе обезбеди во иднина транспарентност. Значи ја споменав квалификуваноста од мојот компаративен преглед. Значи не е потребно само да се наведат областите за кои лицето кое се пријавува сака да го регистрира својот интерес, туку и дали остварувањето на овој интерес може да се оствари со оглед на нејзините професионални референци, затоа што сепак тоа нема да биде само регистрирање засновано на пријателски односи, туку ќе биде транспарентно. Електронската евиденција е исто така, се вели во извештаите, многу важна, за да може секој од нас во секое време да има увид, сите институции, тоа да речеме во Словенија се заговара. Што сакав уште друго, подароците да, забрането е секаде. Мислам дека во членот 19, ако сака да го погледне господинот заменик министер, мислам дека е сигурно во ставот 1 во преводот проблем. Се вели, лицето кај кое се лобира е должно да внимава да не се стави во состојба на судир на интереси при лобирањето и сега запирка предвид целите на лобирањето кое го врши лобистот, односно лоби организацијата која што ја контактира. Ова предвид целите не е логично врзано со, значи земајки ги во предвид или со оглед на целите што се поставени за да може да се утврди, оти вака реченицата звучи или нејасно. Да, и ова околу во следните членови каде што се наведени обврските на органите на законодавната и извршната власт и на органите на единиците на локалната самоуправа, се разбира во утврдувањето на процедурите и заради транспарентноста доставувањето на сите можни акти врзани за лобирањето до Државната комисија е потребен дел. Сосема отсуствуваше во стариот текст на законот такво нешто и веројатно тоа отвори широк простор за недефинирано и нетранспарентно лобирање. Да, и ова е добра поента со развивањето на свеста дека лобирањето не треба да значи озаконување, како што се плашат многу држави, на корупцијата и криминалот, туку институционално, законски регулирано застапување на определени интереси. Па засега е тоа толку, значи заклучувам меѓутоа, бидејќи лобирањето како законска материја е
редок феномен во европски рамки. Јас ви ги набројав државите каде што постојат закони за лобирање. Да, точно е дека постои во Европскиот парламент, со деловник е уредено, точно е дека постои во Европската комисија, но точно е и дека не постои и нема да постои ниту регулатива, ниту директива за лобирање. Тоа ќе ви го кажат сите членови на Венецијанската комисија, бидејќи се работи за специфична област, материја, која што е оставена на диспозиција на членките на Европската унија. Благодарам. И благодарам, колешке. Јас ќе го задржам правото прва да реплицирам.